Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Почна обновувањето на оштетените објекти што настрадаа во неодамнешниот пожар во Кочани. Компанијата Винербергер од Виница донираше керамиди и други покривни материјали, а упатен е апел и другите фирми да ја покажат својата општествена одговорност. Компанијата Винербергер од Виница ја предаде првата донација од неколку илјади керамиди и дополнителни покривни елементи за обновување на куќите и објектите кои настрадаа од неодамнешниот пожар во Кочани. Од раководниот тим на компанијата истакнаа дека иницијативата за помош дошла веднаш по локализирањето на огнената стихија. Била остварена соработка и со локалната самоуправа на Кочани за да се добијат податоци за потребите на терен. Ние сакаме да помагаме и секогаш сме се труделе да бидеме што поблиску до луѓето. За жал, некогаш мора да помагаме кога има вакви ситуации како што беше пожарот во Кочани и во овој дел на Источна Македонија. Се трудиме да бидеме максимално полезни на општеството, така да ова иницијатива дојде веднаш после пожарите. Заедно стапивме во контакт со градоначалникот на Кочани прво, потоа и со другите градоначалници на општините Берово, Пекшево и Делчево, каде што и таму планираме одреден дел на донации. Првата куќа каде што извршивме донација е најпогодената куќа во општина Кочани, каде што донацијата ја предаваме денеска и се надевам дека ќе се заврши во најдобар ред, така да гледаме да бидеме хумани и да помогнеме на оштетените луѓе. Се надевам дека нашава иницијатива како Винербергер ќе биде поддржана и од други компании кои навистина ќе се пронајдат себе си да можат да донираат кој колку може. Сепак е ова незгода која на секој од нас може да му се случи. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев се заблагодари за донацијата од Винербергер. Апелираше и другите компании да ја покажат својата општествена одговорност и да се вклучат во отстранувањето на штетите од пожарот. Ова прилика ја користам да искажам мојата огромна благодарност до директорот и до компанијата Винербергер, кои навистина имаат разбирање за овој проблем со кој се соочуваат нашите сограѓани и се први кои ни ја дадоа поддршката и помошта. Меѓутоа, од друга страна, морам да кажам дека е огромен број на наши пријатели кои се јавуваат и се стават на услуга, односно се спремни да влезат во пресрет и да помогнат во расчистувањето на овие проблеми. За ваша информација, ние како локална самоуправа направивме комисија која и сега ја гледаме уште работи. До законскиот рок кој го дадовме за пријавување на штетите имаме пријавено 47 оштетени лица. Се надевам дека надлежните служби ќе направат правилна и реална проценка и оно, како што изјавив и на денот на пожарот, што е реална штета, локалната самоуправа, заедно со пријателите на Кочани, на граѓаните на општина Кочани, ќе се трудиме да ги надоместиме во најголем дел на станатите штети од пожарот. Се планира исплатата на помошта и активностите за обновување на опожарените објекти во Кочани да се реализираат во наредните 2 месеци. Со тоа ќе се искористат поволните временски услови за комплетирање на градежните работи. За 50% е зголемен интересот за вакцинација во вакциналниот пункт во Кочани, откако владата ги донесе новите рестриктивни мерки. Граѓаните се вакцинираат заради здравјето и лична заштита, но и заради новите мерки. Од болницата од Кочани истакнуваат дека имаат набавено доволни количини дози од вакцините Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Значително е зголемен, дури за 50% интересот за вакцинација помеѓу граѓаните на Кочани, посебно од заострувањето на мерките од страна на владата. Во вакциналните пунктови во Кочанската болница дневно се вакцинираат по околу 600 до 700 граѓани, а пред мерките се вакцинираа околу 200 до 300 граѓани, информира за Канал 8 директорот на болницата Александар Серафимов. Тој рече дека модуларната болница е подготвена за отворање, но за сега нема потреба од неа. Сега имаме околу 70 позитивни у Кочани, по тие извештаите се највеше ги читав. Што ми истигнувате од ЦЗЈО
И од тие 70 нема ни еден со потешка клиничка слика и затоа не ја пуштаме болницата. Нема зашто да ја пуштаме. Значи, ни еден нема потешка клиничка слика. Вакциналните пунктови работат од понеделник до сабота од 7:30 до 16 часот. И сите граѓани кои сакаат да ја примаат вакцината може да дојдат и да се имунизираат, додаде Серафимов. Посебно истакна дека во доволни количини ги имаат вакцините Pfizer, AstraZeneca и Sinovac, така што да не се манипулира јавноста дека нема количини од одредени вакцини во Кочани. За една недела повеќе од двојно е зголемен бројот на лица кои се во самоизолација во Кочани и изнесува 98. Пред само една недела беа 40 лица, истакнуваат од Оделението за внатрешни работи Кочани. 70 лица пак се активни на вирусот. Со зголемувањето на бројката на заразени лица со COVID-19 во Кочани се зголеми и бројот на лица кои се во самоизолација и се под постојан надзор од полицијата. Пред една недела беа 40. Во моментов полицијата од Кочани следи 98 лица кои се во самоизолација поради тоа што добиле позитивен тест на коронавирусот или биле во личен контакт со заболено лице. Информираше за Канал 8 началникот на Оделението за внатрешни работи Кочани Александар Максимов. Во моментов во Кочани има 70 позитивни лица на вирусот, а бројката како и во останатите градови постојано е во пораст. Во однос на новите мерки кои важат од 16 август, Максимов истакна дека и полицијата заедно со државна инспекција постапува согласно пропишаните мерки од владата. Односно, според новите мерки, граѓаните кои ќе бидат затекнати во објект или на настан без сертификат за примена вакцина против COVID-19 ќе платат казна од 250 евра, а казната за угостителскиот објект се движи од 2500 евра до 30.000 евра, во зависност од големината на објектот, плюс 1500 евра за одговорното лице. Владата од 16 август воведе задолжителна потврда за извршена имунизација најмалку прва доза со задолжителна редерска служба заради контрола на приложување доказ за вакцинација при влез во секако вид на објект, вклучително и во угостителски објекти. Приложувањето и поседувањето потврда за извршена имунизација најмалку прва доза вакцина се однесува на лица над 18 годишна возраст. Од Државниот пазарен инспекторат појаснуваат дека во нивна надлежност е да казнуваат и физички и правни лица за непочитување на мерки од Законот за заштита на населението и дека ќе биде нивна проценка кога ќе бараат асистенција од службеници од Министерството за внатрешни работи. Апелираат до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита на населението и да не влегуваат во објекти без сертификат за примена вакцина. По драстично паднатиот промет во последните 2 недели, откако стартуваа новите мерки на владата за заштита од вирусот, угостителите со своји предлози за измена на мерките. Бараат да се создаде можност за влез и на лицата кои прележале COVID-19 во изминатите 6 месеци или кои ќе приложат резултат од негативен ПЦР тест или антиген тест. Драстично намален прометот помалку од 30% во однос на минатите 2 недели. Период кој и онака не беше задоволителен, реагираат угостителите. Се откажуваат и закажаните свадби, имајќи го предвид малиот број на вакцинирани гости кои претходно биле планирани за веселбите. Туристичко-угостителската комора со своји предлози до владата за измена на мерките кои стапија на сила пред 2 дена. Тие сметаат дека треба да се создаде можност за влез и на лицата кои прележале COVID-19 во изминатите 6 месеци или кои ќе приложат резултат од негативен ПЦР тест или антиген тест. На ваков начин повторно се внимава на заштита на здравјето, но се создава дополнителна можност за да не бидат изолирани лицата кои не се вакцинирани, а сепак имаат стекнат имунитет или со тест докажуваат дека не се носители на вирусот. Забраната за организирање на вакви настани не значи и забрана за организирање на истите во приватна режија, во викендици, на отворено или на други места, каде тоа може да го сторат граѓаните, реагираат угостителите.
Спроведување и почитување на мерките без исклучоци, затоа што има угостителски субјекти кои не ги почитуваат мерките и истите не се соочуваат со последици, реагираат од Туристичко-угостителската комора. Во однос на мерките кои се однесуваат на туризмот, кои предвидуваат за влез во државата покрај сертификат за вакцинација или потврда за прележана болест, туристичките агенции предлагаат да се одбере и можност од 7-дневна изолација, која може да биде прекината по приложен негативен тест или антиген тест уште во наредните 24 часа. Во меѓувреме и културните институции се координираат како ќе се контролираат протоколите. Предлогот е секој што организира фестивал, театрите кои имаат настани и фестивали, во моментот се настават да подготват една поинаква уредба која што ќе се провери на Комисијата за заразни болести. Кога веќе се бараат сертификати, тој процент на влез на публика да биде поголем, со 50 или 70 во зависност кој како фестивал ќе прави надвор на отворено или на затворено. За сега остануваат истите мерки со капацитет 30%, со тоа што на влезот би требало да се покаже сертификат за имунизација. По распишувањето на локалните избори, според календарот за активности на Државната изборна комисија, од 21 август до 9 септември ќе трае рокот во кој граѓаните може да направат увид во избирачкиот список. За оние што нема да се пронајдат, потребно е во истиот рок да поднесат барање за впишување на нивните податоци во списокот. Рок од 3 недели им стои на располагање на граѓаните за да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за предстојните локални избори. Според роковникот на активности што го објави Државната изборна комисија, периодот во кој може да се направи проверката почнува на 21 август, а ќе трае до 9 септември. Увидот е неопходен за гласачите да се уверат дека без проблеми ќе можат да го остварат своето избирачко право. Како и во изминатите изборни циклуси, увидот може да се направи во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, како и по електронски пат на интернет страницата на Државната изборна комисија. Доколку не се пронајдат во списокот, потребно е граѓаните во истиот период што е определен за увид да поднесат барање за впишување на нивните податоци. Во меѓувреме од комисијата е испратено и барање до Министерството за внатрешни работи кое треба да достави обновени податоци за граѓаните што го содржат единствениот матичен број. Според официјалните бројки што Државната изборна комисија ги објави од последните предвремени парламентарни избори што се одржаа во јули минатата година, во општина Кочани имаше запишано вкупно 32.649 граѓани со право на глас. Во Виница нивниот број изнесуваше 17.161, во Чешиново Облешево 5.392, а во Зрновци 2.551 гласач. Од ажурираните податоци што треба да ги достави Министерството за внатрешни работи, ќе може да се утврди колкаво е отстапувањето од овој број што настанало во меѓувреме, со оглед што на претходните избори на територијата на целата држава беа регистрирани близу 77.000 иселени лица во странство. Дополнително од списокот треба да се избришат починатите лица, а да се додадат оние кои во меѓувреме се стекнале со право на глас. Рокот за заклучување на избирачкиот список со сите промени, како од граѓаните, така и од политичките партии, е 24 септември, додека избирачкиот список финално треба да биде потпишан до 1 октомври. Од 16 август пак тече собирањето потписи за поднесување независни кандидатски листи. Собирањето потписи во подрачните канцеларии на ДИК ќе трае до 30 август. Комисијата за спорт при Општинската организација на СДСМ од Кочани со писмен допис до јавноста реагира за отсуството на отчетност и информации за работењето на фудбалскиот клуб Осогово, за кои се одделуваат средства од буџетот на општината. Во недостиг на транспарентни и отчетни информации во врска со случувањата и функционирањето на гордоста на Кочани, градскиот фудбалски клуб Осогово, должни сме јавно да прашаме дали спортот, спортските резултати и успеси со кои треба да продолжат да се гордеат и идните генерации се вистинскиот мотив во раководењето и функционирањето на фудбалскиот клуб. Градскиот фудбалски клуб Осогово е клуб со традиција, историја и резултати, со плејада спортисти кои дале свој придонес децении наназад. Секогаш изборот на луѓе кои раководат со фудбалскиот клуб бил транспарентен, отчетен и најважно од се во спортски дух. Но за жал начинот на кој е преземен клубот од новото раководство е сосема поинаков.
Спортската јавност очекува и заслужува отчетност во однос на трошењето на финансиските средства, на кој начин се управува со парите кои се добиени по разни основи. За подсетување, само од општина Кочани оваа година се добиени 1.350.000 денари, од кои 450.000 денари минатиот месец. Со стратегијата на владата, преку Агенцијата за млади и спорт, за градскиот фудбалски клуб Осогово е доделен ваучер во вредност од 1.700.000 денари. Почитувани, ова се пари од граѓаните и тие имаат право да знаат како и за која намена се трошат истите, се вели во писмениот допис од Комисијата за спорт на Општинската организација на СДСМ од Кочани. Почитувани, тоа беа информациите за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.